40 македончиња на возраст од 6 до 14 години од селото Големо Острени во областа Голо Брдо во Албанија следат курс по македонски јазик. Проектот финансиски е подпомогнат од Европската унија. Прилог на Вера Тодоровска. Кога во далечната 1948 година со наредба на тогашниот режим на Енвер Хоџа било забрането образованието на мајчин македонски јазик за децата од областа Голо Брдо, никој не помислувал дека по цели 6 децении дел од овдешните деца ќе почнат со изучување на македонската азбука, правопис, култура. Тоа за прв пат се случува во селото Големо Острени, каде, како и во останатите села, децата зборуваат македонски, а задолжителното образование го следат на албански наставен јазик. Навистина ме радува што и гледам среќни многу граѓаните на Голо Брдо, што по 60 години го учат македонски јазик и писмо и печатните букви и ракописно да го знаат мајчиниот јазик. Не може да ги потисне емоциите на радост Едмонд Османи, поддржувач на иницијативата за организирање на вакви курсеви за македончињата. Курсот го посетуваат 40 дечиња на возраст од 6 до 14 години. Ова е, вели председателот на македонската партија Едмон Темелко, наш приоритет, што е во согласност со албанските закони. Барањата на родителите партијата успела да ги оживее со финансиска поддршка на Европската унија, а во соработка со граѓанската иницијатива Не има од Прилеп. Финансиран од Ист-Вест, Брисел, Европска унија, има за цел да сите оние што ги имаат изворно македонскиот јазик, си го зачуваат, можат да го читаат, пишуваат, значи да си ги зачуваат основните културни вредности. Челирим Толја има 4 дечиња, 3 од нив се меѓу оние кои веќе ги научиле буквите и читаат на македонски. Македонскиот го зборуваме дома, додава неговиот соселанец Фазли, па треба децата да знаат и да пишуваат и да читаат. Дома го збориме мајчински јазик, ако го збориме треба да го научиме да пишат и да читаат. Детските души прерадувани. Сакаат сите да покажат пред микрофон дека знаат да читаат, пишуваат, но и да пеат македонски песни. Учиме буквите да пеаме, да учиме да пишуваме све што. Прва че свекој сега нека знае дека прва че сум јас. Звонче звони, а јас брзам на прчат. Во дворцот си игра Ѓорѓи и Камил. Си игра и кога си на игра тргна да си ода дома. Тогаш Ѓорѓи рече: кога ќе порастам, ќе станам лекар, ќе ги лекувам луѓето. Камил не рече ништо, туку продолжи по патот. А ти, што ќе станеш кога ќе пораснеш? Го праша Ѓорѓи. Јас сега сакам само да учам. Жировница, пуста останала, зар за мене невеста немала. Постои голем интерес за отпочнување вакви курсеви и во другите села, вели Едмонд Османи. Набрзо македонската азбука ќе учат и децата уште од 5 до 6 села во Голо Брдо.